Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова Телма амбуланта. Труењето со храна е состојба која се јавува по конзумирањето контаминирана храна или пијалок што содржат бактерии, вируси или паразити. Иако секој може да добие вакво труење, сепак некои луѓе се во поголем ризик да се разболат, затоа што им е намалена способноста на организмот да се бори против болеста. Што се презема во случај на труење со храна, кога има потреба од лекарски преглед и третман? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Снежана Стојковска, инфектолог. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, се гледаме набрзо во студиото на Телма заедно со гостинката. За труењето со храна денеска разговараме со професор доктор Снежана Стојковска, инфектолог. Професорке, добар ден. Добре ни дојдовте во студиото со Телма. Добро ве нашла секогаш. Труењето со храна обично го предизвикува конзумирањето расипана храна или пијалоци. Па кои бактерии или пак вируси, односно кои причинители од прехранените продукти се најчеста причина за оваа болест? Така, труењето со храна се многу расширена, многу непопуларна, за жал многу честа појава. И нема човек кој у животот не поминал некој од овие атаки. Бројни се причинители на труењето со храна, сепак најчестите причинители во нашите краишта би биле одредени бактерии и вируси. Многу ретко други причинители. Од бактериите, најчестите бактерии кои предизвикуваат труењето со храна, кај нас би бил еден Staphylococcus aureus. Ќе кажеме неколку збора за секој од карактеристики за нивните труења, а тука е Staphylococcus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Vibrio parahemolyticus многу често исто така кај нас, иако не е препознаат као таков, Clostridium perfringens со своји карактеристики, Salmonella, Shigella од страна на бактија се со малце подруга специфика. Овие се класични тровачи на храна, а Salmonella и Shigella се причинители и Escherichia coli на класични цревни инфекции кои можат да се манифестираат и као труењето со храна. Затоа нив ги оставаме посебно кога една од манифестациите на салмонелозна инфекција може да биде труењето со храна. Извините само да. Професорке, колку време по конзумирањето расипана храна можат да се јават првите симптоми на труењето? Дали веднаш? Може ли некогаш да поминат денови, например цела недела, па дури по тоа да се манифестираат симптомите? И тука е страшно, се извинувам. Значи, зависи, претпоставам, од причинител до причинител, постојат варијации во однос на појавата на симптомите. Зависи од причинителот и нешто помал дел од инфективната доза која е внесена. Значи, од количина на причинителот која е внесена во храната за да настане инфекција, за да настане болест. Тој период на внесувањето на храна која содржи дали токсин, дали директно причинител кој е у храната, од моментот на внесувањето на храната на појавата на симптомите може да е енормно краток и релативно многу долг кога се однесува за труењето со храна. Затоа што генерално кога збориме, предаваме на студенти, на популација и така, труењата со храна се синоним за релативно кратка инкубација. Значи, тоа е инкубација која изнесува од неколку сати до 2 до 3 дена. Меѓутоа, постои и подолга инкубација, поготово кај одредени вируси, али кај одредени бактерии. Знаете, листериозно труењето со храна може у просек 1 до 4 недели, али може да изнесува и 70 дена. Ботулизам кој може да изнесува инкубација од неколку часа, али и до 8 дена. Значи, бројни се карактеристики кои детерминираат колку ќе изнесува период од внесувањето на храна до појава на симптомите. Затоа многу често и не се препознава дека некоја клиничка презентација, некоја патолошка состојба кај пациентот и уствари труењето со храна. Затоа што треба да се помисли уназад период, да се дојде до моментот. Знаете, добра анамнеза, секогаш кажуваме, е више од 50% диагноза. Значи, добар разговор со пациентот. Добар разговор и добро поврзување на симптомите
и потикнување на пациентот. Знаете, многу често ние лекари во тек на својата пракса треба со текот на времето да се научи дека пациентот треба да го придобиеме на своја страна, да ја добиеме негова доверба и да го прашаме ние одредени работи. Затоа што многу често пациентот, ако не е прашан, он едноставно не чувствува дека треба да ги каже одредени симптоми. Значи, треба целни прашања да му се постават. Целни прашања и треба да се знае уназад кој временски период, зависно од презентација на клиничката слика, на манифестација на симптомите, колкав период уназад треба да се праша. Ако имаме некоја клиничка слика која сугерира на стафилококно труењето со храна, знаете, илузорно е да прашаме што пациентот јадел вчера, пред 24 или 36 часа, бидејќи инкубација 1 до 6 часа. Али ако се работи за некоја клиничка слика која сугерира дека се работи за салмонелозно труење со храна, онда мораме да прашаме што се консумирало уначе 24, 48 до 72 часа. Така да секој од причинителите има свој временски распон кога ги манифестира симптомите. А какви се симптоми може да се појават? На кој начин се препознаваат труењата со храна, со оглед на тоа што многу често ги поврзуваме со стомачни вируси? Да, све што е поврзано со гастроинтестиналниот тракт носи со себе известни ограничувања, затоа што гастроинтестиналниот тракт као еден затворен систем, еден огромен систем, еден најголем микробиом, еден потенцијал на огромни резерви и потреби на организмот, има релативно ограничени можности да реагира на различити начини, на различити причинители. Дали се работи за инфективни или неинфективни, многу често ќе се реагира на ист начин. Тоа ќе биде некое гадење, малаксаност, нагони за повраќање, некогаш со силни стомачни болки, крампи, некогаш нешто што имитира и дека нешто се случува во абдоменот што бара можда и консултација од страна на дигестивен хирург. Многу често инфективни причинители доведуваат поготово вирусите, поготово во мала возраст, знаете, и до зголемување на ливните жлезди во интестинумот, па се манифестира и тој мезентеријален лимфаденит кој поготово кај мала возраст може да даде страховито силна манифестација која импонира дека се работи на нешто друго. Така да симптоматологија е многу различна, а интензитетот на симптомите може да е драстичен. Знаете, може да се работи при стафилококно труењето со храна, например, кој е многу често, кој е труењето со храна која секојдневно се консумира. Тоа е храна која содржи големи количини шеќери. Тоа е храна која содржи доста непреработени термички продукти. Тоа се разни креми, сладоледи, мајонези. Стои една варијанта на приправци од таква храна, каде што и сета друга храна, каде што стафилокок веќе го излачил својот токсин во храната и затоа е таа инкубација кратка. Нема потреба да се чека оној патогенетскиот тек да дојде до развој на симптомите, бидејќи е причинителот веќе у храна, негово внесување во организмот многу брзо доведува до манифестирање на симптомите. И многу често кај стафилококните труења со храна организмот нема време ни да ги изманифестира сите симптоми од гастроинтестиналниот тракт. Многу често доминираат симптомите само од горниот дигестивен тракт. Нагони за повраќање, тежина, болка, една вртоглавица, едно чувство на неудобност, една нелагодност, некогаш и силен колапс. Знаете, сме имале пациенти кои доаѓаат со компјутерна глава направена, се работи за стафилококно труење со храна, бидејќи паднале во силен колапс на улица или така. Значи, воопшто да не ги изманифестира симптомите од долниот дигестивен тракт. Нема време да тие се изманифестираат колку е брза клиничката слика.
koliko je često ova trujenje to so hrana, toliko je mnogo važno da pravovremeno se prepoznaje deka se raboti da za bakterijska intoksikacija, koja, iako je bakterijska, je mnogo važno deka ne treba i je strogo kontraindicirano da se dava антибиотска терапија. Зошто? Логиката нели е да се уништи причинителот кој што довел до едно вакво Да, труење ние со овдека храна? имаме токсин излачен веќе, знаете. И ние не делуваме на токсинот. Овдека е најважно стафилококно труење со храна, колку бргу настанува, значи за ова кратка инкубација од 1 до 6 часа, толку бргу за тој релативно за не подолг период од 6 до 12 часа, ако правилно се интервенира, било во домашни услови или некогаш ако дојде до силна манифестација на овој падот на волуменот, на падот на притисок, на колапс на состојба или така, онда е некогаш потребно на вистина интравенски да се влијае со надоместување на водата и електролити во организмот, па е потребна краткотрајна хоспитализација. Сакам да кажам. Но во принцип може брзо да се исфрлат токсините од организмот. Така, значи периодот колку трае инкубација, практично и самиот период на траењето на болеста со адекватно поштеда на дигестивниот тракт од внесувањето на храна, со внесување на водата и електролити и пробиотска заштита. И оно ке помине. Најголема грешка би била тогаш да дадеме антибиотик. Професорке, секој може да добие труење со храна, но некои луѓе имаат намалена одбранбена моќ на нивниот организам и потешко се борат со вирусите и бактериите, па тие спаѓаат велат во поризична група. Па кој се е вклучен во оваа категорија на ризик? Така, многу поделби би можеле да кажеме, дали према возраста, дали према коморбидитети кои ги имаат со себе, дали се тоа работи за некои системски заболувања, дали се работи за континуирана употреба на некои лекови кои го намалуваат имунитетот, као што е кортикотерапија, имуносупремирачка терапија, дали се тоа пациенти кои се од различите онколошки заболувања, сите се они високо ризични дека некоја цревна алиментарна интоксикација или токсоинфекција кај нив може да промине многу потешко. Меѓутоа, не само пациенти кои се, тука се пациенти на диализа, пациенти со хронични заболувања и така, многу пациенти со хронични заболувања од инфективно потекло, исто така, али и од неинфективно се со висок ризик дека кај нив клиничката слика ќе биде потешка. Меѓутоа, она што е многу важно да се каже, сметам дека треба да се знае, дека еден дел од најздравата популација, а нема поздрава популација од млада жена која е трудна, значи трудници, се, например, висок ризик за потешка и сериозна клиничка слика за труењето со храна предизвикано од листерија. Една фудборн бактерија која може да доведе до сериозни компликации кога се работи кај трудница. Кај здрава, права индивидуа, тоа ќе помине као една цревна инфекција, без карактеристични симптоми, меѓутоа кај трудница може да доведе сериозни последици по плодот со тешки манифестации од губиток на плодот до можни тешки компликации во развојот на плодот. Да не кажам дека кај сите старосни групи листерија е причинител кој може да, бегајќи од гастроинтестиналниот тракт, прави претешки манифестации на други органски системи, каде што он као фудборн бактерија веќе не е таков, него предизвикува сериозни инфекции на централниот систем, од менингити, менингоенцефалити, да, сериозни невролошки компликации. И многу други причинители на цревни на овие интоксикации, односно токсоинфекции, може да доведат до невролошки компликации. Работата е што за среќа ги имаме многу поретко, а
ali koga ke se javат, onda se навистина сериозни. Едно што е општо познато у нашата популација е кога збориме за бактерии, ние немаме никогаш доволно време, дали збориме многу општо да кажеме дека бактериите за своето размножување, дали ќе бараат кислород или не, ги делиме на аеробни и анаеробни, бараат или не, дали имаат спори или немаат спори, како обстојуваат од надворешна средина или не. Една бактерија која има сите карактеристики да биде изузетно тежок причинител на труењето со храна е бактеријата Clostridium botulinum. Тоа е бактерија која е позната по тоа, се нарекува така, затоа што кога прв пат се открило во Германија дека пред куп години, да не скажам векови, дека предизвикува претешки манифестации со можен смртоносен исход, било кога се правеле домашни колбаси. Ботулус е колбас и од таму е Clostridium botulinum. Значи, труењето со храна кое настанува за широка наша популација, да кажеме, при спремањето на храна, при конзервирањето на храна на несоодветен начин. Дали тоа се работи во домашни услови или во индустрија, исто така се случува. Знаете, ако дојде до прекидот во системот на фабрички на конзервирањето на храна, као што се случува на Запад, например во Франција, скоро во Канада, пред повеќе од 10 години, у конзервирањето на грашок, во она лента која треба да произведува, стерилизира грашок, да се доведе до анаеробна средина и да се уништат спорите, да не може да се развие токсинот на бактеријата, настанува грешка и се продава грашок кој доведува до повеќе луѓе манифестации и до повеќе смртни исходи. Значи, нешто што мора да се... Како да препознаеме дали конзервираната храна е расипана или не? Како изгледа конзервата? Има ли некакви промени? Народ, викаме бомбирана, знаете, она е подуена, така. И битно е за конзервирање, да не мислиме само на конзерва, као конзерва. Кога збориме за конзервирање, тоа значи од спремањето на боранија, грашок, зимница, све што се става, све што може да не е доволно испарано од земја, у земјата која содржи спорите на бактерија Clostridium botulinum. Бактерија е анаеробна, она што го кажав. Не и треба кислород. Не и треба кислород. Ако не е добро измиен тој грашокот, го спремиме, се конзервира, се потроши кислород внатре, се ослободува токсинот. Ме разбирате? Со конзумирање настануваат претешки манифестации, претешка неуроинтоксикација од алиментарно потекло, со куп симптоми кои доведуваат поради така наречен пресинаптичен блок. Многу е специфичен ботулизам, знаете, во однос на сите други труења, сем да кажеме тие кои не се чести кај нас, као Јапан или во другите региони, каде од посебни риби или така високотоксични и така, каде што се јавуваат овие невролошки симптоми, овдека имаме една класична пареза на парасимпатикус, каде што на спојовите на нервните завршетоци, на преносите, на импулсите, доаѓа до стоп. На синапсите, на местата каде што се пренесува импулс од едно на друго место, се лачи ацетилхолин. Токсинот прави да настанува блок. Нема пренос на импулсот. Знаете, и онда настануваат сите тие симптоми. Двојно гледање. Окото не е пореметено. Немаме никаков проблем со нервниот систем као таков. Пациентот е свесен. Пореметени се булбомоторите. Настанува двојно гледање, настанува улачење на многу други симптоми
Koji се знаци за една тешка клиничка манифестација. Да избегаме малце од темата, ова својство на токсинот, на Clostridium botulinum, да прави овој пресинаптичен блок и да прави таа пареза на движењето на мускулатурата, денес е екстремно популарно. Знаете, тоа се користи у многу козметички сврхи, така, тоа е користењето на ботоксот, да, и за превенирање на мигренозни претешки напади, и за естетска хирургија, и за превенирање на екстерни потења и така. Има куп тија манифестации. Значи се работи за истиот токсин? За истиот токсин, да. Само различити концентрации, различити дози. Токсинот го има многу повеќе варијанти. Он има барем 7 своји различити компоненти А, Б, С, Д, али во лекувањето ние никогаш не можеме да знаеме за кој конкретен се работи, па се потребни поливалентни серуми кои ќе содржат сите од овие причинители кои се чести во одредена популација. А колку време по конзумирањето храна која што го содржи овој токсин ќе се развијат сите симптоми? Тука исто специфика голема на клостридиумот, ја рековме на почеток, може да биде од 2 часа, ако се внесе висока концентрација, до максимум 8 дена. Најчесто е тоа 3 до 4 часа, 3 до 4 дена, али може да биде и 8 дена. И постои едно, за жал, свето правило, што е пократка инкубација, тоа е прогноза многу полоша. Значи поголема количина на токсинот влезена и настануваат сериозни компликации. Кога ќе се јави некое труење со храна со потипични симптоми, бактериско, што може да се направи во домашни услови? Еве, например, доколку има интензивно повраќање и диареја, може ли да се земе некој медикамент за да се намалат овие симптоми? Мора да ги кажеме бактериите други, рековме за стафилокок. Така. Знаете, Стафилококус ауреус? Да. Златниот стафилокок, кој што го има во носот многу често, на бриз изолира. Инфективни причинители се многу итри да у различити органски системи, некаде се нормална флора, земете Escherichia coli. Нема органски систем каде што не можеме да ја најдеме. Секаде ја има. Да. Во одредени системи, као што е гастроинтестинум, одредени соеви на Escherichia се апсолутно корисни. Меѓутоа, барем 6 вида на Escherichia coli се класични причинители на тешки труења со храна. Нешто што е сега многу актуелно, например, овие предпразнични, празнични денови, патувања. Знаете, ентеропатогена и ентеротоксична Escherichia coli се класични причинители на патничка диареја. Така, на манифестации, на кога сакате да си направите. Значи, патничката диареја не е само обичен дисбаланс на цревната флора. Не. Туку станува збор за инфекција. За инфекција со Escherichia coli. Многу често поврзано со Escherichia coli. Тука се и другите бактерии. Она што сакав да кажам, тоа присуство на бактерии, ентерохеморагична Escherichia coli, знаете, многу скоро у Америка таа е Escherichia која давањето на антибиотик, поготово во мала возраст, е апсолутно нешто што може да го воведе пациентот во тежок хемолитично уремичен синдром кој може да доведе до диализа и до смрт. Значи, антибиотикот наместо да помогне, ќе создаде проблем. Да. Значи, многу е важно да се препознае и да се знае никогаш да не се брза со антибиотици. Знаете, 40 години работев на инфективна клиника и јас сум од лекарите кои цел живот е многу непопуларен за другите, затоа што кажува не давајте антибиотик. Антибиотикот е користен само ако на вистина се даде во индикација која е потребна. Со злоупотреба и давањето на антибиотици. Кога збориме за труењата со храна, има голема како да кажам, заврзлама. Знаете што? Пациент ќе земе антибиотик. Овие труења се само ограничувачки.
Тегобите ќе ги снема со правилно хидрирање, со правилно внесувањето на храна. Патогенеза на болеста, зависно од кој причинител се работи. Ако не се работи за висока инвазивност, кај одредени, као што е кампилобактер или одредени типови салмонели, или шига токсинот кај шигелите. Знаете, клиничка слика ќе помине. Пациентот зема антибиотики, он мисли дека антибиотикот е тој кој помогнал. Антибиотикот довел да он сега веќе нарушена флора од бактерискиот причинител, веќе понатака со антибиотикот прави додатен дисбаланс. До перфекција е студирана. Знаете, ја од 2006 година зборам за пробиотици и го предавав као изборен предмет со години на докторските студии. Флората е нешто што не карактеризира, тоа е наш печаток, фингерпринт. И страшен е проблем делувањето на таа флора. Ако не мораме да дадеме антибиотик, а у 90% случаите на труењата со храна не мораме да дадеме антибиотик, и повеќе ќе кажеме каде треба да дадеме. Кога една салмонелозна инфекција навистина ќе прерасне труењето со храна, ќе прерасне у нешто кое трае фебрилноста, кога траат повеќе столици, кога се работи за имуносупримирани групи, дали најстари, дали најмлади, дали пациенти кои се висок ризик. Знаете, не можеме ние пациент кој е со некој од хематолошко заболување и манифестира едно салмонелозна инфекција, да го оставиме без заштита. Тогаш е кост-бенефит давањето на нешто што знаеме дека ќе направи дистурбанс во цревото, али е поголема користа од белја што ќе ја направи. Значи треба се извага. Многу е важно тоа вагање, никогаш не треба да се брза со давањето на антибиотици кај овие инфекции. Ке ги поканиме професорки гледачите од овој момент да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Почитувани, добре дојдени се и вашите размислувања на оваа тема, односно сето она што вас се мачи е поврзано со труењето на храната. Ние продолжуваме понатаму. Професорки, ги спомнавте пробиотиците. Дали треба веднаш да почнат да се даваат по забележувањето на првите симптоми, бидејќи гадењето, повраќањето се присутни? Предизвик е дури и 2 голтки вода да се испијат. Да, зависно од вака. Генерално со пробиотиците не може да погреши. Работата е само дали организмот може да ги прифати веднаш. Исто е и со водата. Ако некогаш доминираат симптоми кои се повраќање, на вистина, многу често го употребуваме зборот репетирано или така, многу често тоа не е до тој степен. Меѓутоа, на вистина, повраќањето е оневозможува внесувањето на течности и електролити кои ни се необходни од овој период. Кај возрастни многу често е потребно да се даде некогаш индицирано некој спазмолитик или некој препарат кој ga намали повраќањето. Што е апсолутно контраиндицирано кога се работи за детската популација. Нема таа клиничка слика во детската популација која дозволува да се даваат ова група лекови, нема тој интензитет на симптоми кој бара на тој начин да се спречат симптомите. Ако е потребен спазмолитик, мора да е под контрола. Многу е страшно да стопираме некоја болка, а да не сме сигурни дека се работи од нешто што нема потреба од некоја друга интервенција. Стравувајќи родителите нивното дете да не дехидрира, обично пристапуваат. Дури им даваат и лекови против повраќање што се користат при патување. Да. Значи не се препорачува никако тоа? Не се препорачува, да. Основно е поштеда на дигестивниот тракт, значи влесна храна и внесувањето на течност. А активниот јаглен? Активен јаглен? Активен јаглен е апсолутно користен ако се даде у првите моменти. Знаете, ако го дадете кога веќе настанала апсорбција на токсините, ние го само е фарбаме столицата, така, и замаскираме дали може да се јават патолошки примеси у столицата, затоа што кај некои инвазивни бактериски причинители,
kao što je i kampilobakter, neki vidovi šigeli i така, знаете, може да се појави крв во столицата, иако се работи за труењето со храна. Тогаш давањето на активен јаглен после 10-12 часи од инфекција само ја маскира и ја фарба столицата во црно, што не е апсолутно корисен феномен. Значи активен јаглен само на почеток на Само симптомите, на почеток, да заклучиме, ќе го вклучиме и гледачот. Добар ден, Добар ден, Вака. повелете. Ме интересира за стрептокока. Дали се лекува со антибиотик, без антибиотика? За стрептокока ви интересира конкретно со цревниот систем? Да немате, професорке, некој подпрашање само? Стрептокока каде? Да, стрептокока каде? Збориме за... Дали се уште го имаме гледачот на линија? Стрептокока во грло, да. Аха, стрептокока во грло. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ние денеска зборуваме за стрептокока Да, во стафилококи збориме. во Пациентот дигестивниот. збори за стрептококи, да, тоа е сосема друго. Стрептококи постојат многу видови и така. Воглавно појава на стрептококот у грло, воглавно, зависно од клиничката слика, возраста и клиничките параметри, е нешто што бара антибиотски третмент. А стрептококите може да направат некаков проблеми со дигестивниот тракт или Ретко се као Ретко. такви причинители на некоја цревна инфекција. Стафилококите се тие, всушност. Стафилококите се тие. Bacillus cereus, знаете, спорогена бактерија која е многу раширена во нашата храна, која е присутна во нашето подрачје. Многу ја забораваме, бидејќи тоа е една спорогена бактерија која е присутна во храната која содржи многу скроб. Ние сме подрачје каде што таа храна многу честа. Тоа е оризот, компирот, он доминира у нашата исхрана го има. Сета храна направена од сите видови ориз, тука се разничи пилави, пудинзи, креми, така. Сето тоа може, ако не се чува на соодветна температура или не се сервира на температура кога треба да се јаде, да е излучен, да не ги оптеретуваме гледачите, Bacillus cereus има неколку вида токсини кои може да предизвикат силно повраќање и исто така силни гастроинтестинални симптоми. Да. Да, и тоа од ориз. Обично, кога зборуваме за труење со храна, не се поврзува оризот. Да, многу со често не симптомите. се асоцира. Помислуваме на месо, на Да. таков тип на продукти. Да, исто така многу често, не знам колку имаме време, знаете, храна која е врзана со продукти кои се многу чести у наша популација и некои навики на нашата популација. Многу често готвиме храна од денес за утре. Така. Многу често принудени сме да тоа биде така се работи и сето тоа. Меѓутоа, треба храна да се чува на не е проблем да се сготви од денес за утре. Меѓутоа, храна да се чува на соодветна температура. Значи, постои така наречена ризична температура. Знаете, ако ви е фрижидер над 4 степена, вие правите инкубација на бактериите. Ја не ја чувате храната. Аха. Исто така, ако Значи, колку степени треба да е? 4 степени треба да е у фрижидерот, знаете. Добро. Исто така, ако храна која ја зимаме да ја сме ја сготвиле вчера и денес треба да ја јадеме, треба да се знае дека треба да се температура мора да е над 75 степени, да помине температурата таа храна, за да она биде сигурна. Но, значи, храна треба соодветно да се чува, а приготвена храна од претходниот ден треба да е добро термички обработена. И многу у навиката на нашето население е да многу често храната тие преубави тави со меса, со оризи, со сосови, разни се, многу често остануваат на надворешна температура. На шпоретот, На покриени шпоретот, покриено или надвор, на тераса и така. Знаете, многу често тогаш е, например, Clostridium perfringens. Ако се работи за риба, многу често, еве сега знаеме, слави се и така, знаете, се случува и за жал, кога се најубави моменти, пациенти доаѓаат на клиника, наместо да се со своите ближни и пријатели, затоа што се доаѓаат со труењето поврзано со рибата, со вибрио парахемолитикус, затоа што се намножил во храната во рибата која не е соодветно чувана. Значи, не само чувањето на свежа храна,
него и храна која е спремена треба да се чува на соодветна температура. Уште една работа е многу важна кога го... Имаме гледач, професорке, нема запаметете докаде стигнавте, нема бидејќи проблем. почека малку подолго да му дадеме предност, па ќе продолжиме. Добар ден, Ало, добар ден. повелете. Да ја прашам професорката еден совет од неа. Така? Дали може бактеријата Campylobacter jejuni да придонесе проблеми на дебелото црево, па не дај Боже и до најлоша диагноза. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Campylobacter jejuni е една бактерија која може да е причинител на труењето со храна, поготово кога се работи и се јаде живина, значи сите видови пилетина и така. Може да биде и од така наречен инвазивен тип, значи да ја поминува лигавицата на цревото, да ја оштетува и да доведе до патолошки примеси во столицата. Значи, сем фебрилноста, сем грчевите болка. Значи, широк спектар на симптоми може да даде оваа болест. Болката во стомакот. Прашањето е убаво и сакам да ја биде јасно на пациентката, затоа што бактеријата може да даде ретко други симптоми надвор од гастроинтестиналниот тракт, ali тоа е многу изузетно ретко. Као тровач за храна може да настане углавно при консумација на пилешко, може да е со висока фебрилност, со продроми, со црвенило, со раш, со куп манифестации кои ги носи. Има релативно подолга инкубација во однос на другите причинители, 7 па дури и нешто повеќе денови. Може да манифестира патолошки примеси во столицата, али бактеријата се регулира добро. Најголем број од случаи поминува без антибиотска терапија, со пробиотска заштита, со добро хидрирање и све, а некогаш, кога е тоа тешка клиничка слика и кај ризикогрупи кои ги рековме, постои одредена група на лекови кои се индицирани за Campylobacter. Она што сака пациентка да праша, предпоставува, бактеријата не е асоцирано со никакви промени во дигестивниот тракт у смисол на асоциација со малигноми, малформации, некои други промени во цревото. Бактерија има своја специфика, да една така наречена, постои антигенска мимикрија. Дел од структурата на бактеријата е сличен со миелинските обвивки на централниот нервен систем, на нервите, и може да манифестира одредени сериозни неуролошки симптоми, и онда се тие пациенти на неврологија. Се јавуваат од Гилијен-Баре до Милер-Фишер и куп други синдроми кои се врзани последично, узрочно со Campylobacter, а манифестираат сосема други симптоми. Значи, постои можност бактерија да дава сериозни компликации, а не компликации не би требало вака. Знаете, секоја бактерија која ќе го нападне нашиот организам, потенцијално носи ризик ако не постапуваме правилно и не се однесуваме, све што некогаш влијаело на нашите клетки остава трага. Она може да биде причинител за некој појава на некој иритабилно црево, некој краткотраен колит или така, али нешто по-лошо, нешто по-драстично не би требало. Зборувавме за чувањето на храната. Да. Откако ќе биде подготвена, сега е период на слави, потоа доаѓаат новогодишните прослави, кога се прави обично руска салата или тие салати во големи количини, се пече месо, па потоа дојадуваме со денови. Па колку време може всушност таа храна што сме подготвиле повторно да си ја ставиме на трпезата? Так, тука е многу важно, не само време, него ја би го пред да стигнеме до времето, знаете, многу е важно тоа чувањето у фрижидер да се спречи така наречена крос-контаминација. Аха, значи премина бактерија од еден продукт на друг, од една храна на околните продукти. Да. Знаете, многу малку треба, само треба да сме свесни дека, на пример, месото не само у фрижидерот,
месото, зеленчукот, овошје, све што ставаме во фрижидер треба посебно да се мие, на посебна даска да се сецка, на посебна и да се складира во фрижидер одвоено едно од друго, физички одвоено. Таа крос-контаминација е многу честа и многу е сериозна управо кога се работи за продукти кои термички не стигнуваат да бидат обработени. Затоа младите мајки, затоа идните трудници ги учиме за таа крос-контаминација со листерија, зашто да не се конзумира димениот лосос кој се јаде во салата, така, зашто да не се конзумира младо сирење, зашто да не доаѓа до контаминација со други продукти, така. Многу е тоа важно. Кога збориме за временскиот период колку одредена храна, ние сите имаме тој чип дека сарма е подобра што подолго стои. И за гравот истото правило така, дека али сето има рок. Знаете, исто кога е Великден, сме имале деца кои ни ги носат, кои јаделе јајца после 10 дена со претешки салмонелозни труења после варењето на... Значи, нема неограничено користење на одредени продукти. И она што е најважно, да, сарма можеме да ја јадеме третиот ден, затоа и ја правиме за Нова година, да не мораме тогаш да готвиме, али мора да е температура при повторно јадење над 75 степени, доволно долго да се... Значи не само да ја подгрееме, туку него термички да ја обработиме соодветно да ја обработиме, да. На колку степени рековте? Над 75. Тоа е минимум, да. Ладна храна треба да е на ладно. Топла храна треба да се знае дека треба термички да се обработи. Зашто настануваат труења? Знаете, не само кога се празниците. Зашто ги имаме труење у градинките, у мензите и така? Знаете, затоа што храна која е сготвена, ако не се сервира веднаш и ако не се јаде, она станува култура за бактерија. Знаете, затоа у мензите ние имаме многу често така непрепознаени тие труења кои се изманифестираат со релативно благи симптоми кај младите и кои ќе поминат на нога и он е за ден-два добар. Поготово кога збориме за вирусните. Не спомнавме вируси кои се едни од причинителите каде што е многу важно да се каже кај труењата со храна дека они се инфективни заболувања, затоа што се предизвикани од инфективни причинители, али не се контагиозни. Знаете, не можам ја, ако имам труењето со храна, да го пренесам на вас. А оние кои што се заразени со бактерија, имаат труење со храна предизвикано од бактерија, ќе може да пренесат на некој друг? Многу ретко кога се работи за салмонела, за шигела и за одредени вируси, као што е норовирус и хепатит А, исто знаете, една цревна инфекција, така, една интоксикација со вирусот која настанува преку храна и така. Тогаш сите тие блиски контакти со пациентот и со неговите излачевини може да се пренесат од едниот на другиот. Но не и ке вирусите? Така? Да. Имаме гледач да му дадеме можност да се вклучи во денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Само да поставам едно прашање до докторката. Секако, повелете. Да го искористам искуството на докторката. Има многу гасови во стомакот и нон-стоп сум со пробиотици. Зошто ги имам тие пробиотици, зошто ги имам тие гасови и дали е штетно примањето на пробиотиците нон-стоп? Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Дали е штетно постојаното примање пробиотици? Апсолутно. И ова е многу добро прашање. Све што се зима континуирано не е добро. Дури пробиотиците? Дури пробиотиците. Апсолутно мора да постои еден празен период. Или треба да постои период во кога еден пробиотик ќе биде заменет со некој друг. Постојањето на гасови во интестинумот има многу причини. Една од најбаналните причини, а најчести е конзумирање на одредена храна која доведува до стварањето на гасови. Многу е важно да се разговараат нашите мадични лекари со своите пациенти која храна
ne treba da se jade za da se namali ova količina na gasovi. Odredeni probiotici, kaj ljudi koji imat, na primjer, intolerancija kon laktoza, može da napravat problem ako sadržat mnogo golema količina na laktobacili. Znajte, ne se site probiotici za site situaciji. Kao što nijedan antibiotik ne je za site indikaciji, така ni site probiotici ne se. Vi znate дека imаме probiotici koji se za genitourinarne infekcije, a imаме probiotici koji treba da го dадеме на бебе od 3 месеци. Значи, сосема je друг состав на тия probiotici. Nema generalno jedan probiotik koji bi trebalo da se dava za site. I nikogaš u kontinuitet ne postojano probiotici. Ги споминавте вирусите и труењата со храната. Која храна најчесто може да предизвика ваков тип на труење? Да, вируси, секоја храна може да е кај вирусите. Многу е често во зимските месеци, поготово сега, труењето кое е предизвикано од еден причинител, кој се нарекува норовирус или Norwalk-like вирус, кој е многу зачестено кај нас. Знаете што е проблем со труењето со храна? Што се тешко докажува етиолошки причинител. Затоа што е тоа релативно скапо. Ние да го докажеме вирусот во храната, треба да имаме систем во државата, така, каде што имаме апаратура, а тоа го имаме, али не се праќа секоја храна да се види дали е внатре присутен вирусот. Ако вие пратите после 12 сати, вие го немате тој причинителот внатре. Значи, треба у таа храната која е конзумирана да се докаже вирусот или бактеријата или така. Значи, многу од причинителите рутински не се бараат. Норовирус е многу специфичен по своите карактеристики. Светот ради негова масовност и брзо ширење и фамилиарно, и во поголеми или помали епидемии. Знаете, многу е познат норовирус, ако кликнат младите или старите на Google, ќе им излезе, како се вика, овие крузери. Затоа што многу е познато, ако избие труењето на некој крузер, каде што се 2500 луѓе, ниедно пристаниште, ниедна лука нема да му дозволи на крузерот да влезе, додека сите на бродот не ги помине овој вирус. Колико е висока заразност, контагиоз, затоа што вирусот иде со силни манифестации на бројни повраќања, бројни столици. Заразни се масите, у повратените маси има безброј вируси. Тоа што работи со пациентот, знаете, одма ќе го ја добие инфекција и затоа он бргу се шири. Затоа се они тие кои се голем проблем. Имаме уште еден гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум на линија. Да, вие сте во програма, повелете. Малце можда ќе излезам од темата на вируси и слично. На интернет во телефон имаше многу и уште има за паразити во човечкото тело. Со страшни слики, со страшни објаснувања. Тоа не знам дали се медицински лица, чак некаде и представени се, само со толку страшни теми, што не одат во амбуланта или е вака кај вас да докажат да не ве плашат, така. Изместат со така. Вашата дилема е дали паразитите може да создадат сериозни клинички слики. Претпоставам тоа сакате да прашате. Ви благодарам за вклучувањето. Што велите, професорке, за паразитите? Сите инфективни причинители може да предизвикат и навистина на интернет има грозни слики, има право пациентот, али верувајте, тоа се неću да кажам фейк, него тоа се безброј тие сајтови каде што апсолутно се става и секој си дозволува да збори за медицина. Иначе паразити може да предизвикат инфекции, може да се дели причинителите на денешната тема, али она што најчесто е у нашата популација, што може да се манифестира као некој труер со храна, е само од причинителите можда криптоспоридиум и џардија ламблија, која е
може да манифестира по неакутни симптоми, меѓутоа симптоми кои ќе укажат дека да се работи за некоја болка во стомакот, вообично е тоа кај децата, симптоми кои често не се препознаени, нешто не сака да јаде, се жали на болка кај мешето, да нема утре писмена, може да симулира или така, за да тие симптоми кога траат подолго, знаете, ако се манифестираат повремено, само не е тоа драстична клиничка слика со многу бројни столици, ако се побара многу често присуство на некој од паразитите се манифестира и со реакција на организмот со нив, со појава на одредени манифестации на други системи, на кожата, некој исип, некој јадеж, појава на промени во перианалната регија и така. И ако се побара, например, за ламблијата, ако се побараат конкретно причинителите, кај такво дете, например, ќе ја најдеме ламблија, ќе ги најдеме цистите. Ламблија имаме многу во популацијата, за жал не мислиме. И она што е многу често во нашата популација, за жал најмалата, тоа се деца од 5 до 7 години, присуство и на анемија е многу често ради присуството на ламблија која во тенкото црево спречува абсорбција на железото и хранливите материи, спречува абсорбција на хранливите материи за формирањето на крвната слика. Така. И моето последно прашање за денеска е кога треба да се јавиме на лекар доколку почувствуваме симптоми на труење со храна? Кога да се побара лекарска помош? Дали веднаш, дали најнапред да се преземе нешто во домашни услови? Да, тоа е доста деликатно. Ние можда не дефиниравме на почетокот што в принцип значи труењето со храна. Имаме само 2 минути до крајот, така да сублимираме. Да сублимираме. Многу често, ако се сомневаме дека се работи нешто што е со храна, воглавном во домашни услови, така, можеме со правилно ставање на топли облози, правилно хидрирање, зимање на симптоматика и пробиотик. Меѓутоа, све што не поминува за 6 до 12 часи, апсолутно бара консултација со лекар. Соматичен лекар, а после со инфектолог. Многу често одредени така наречени поротутнил вирус или било нешто, била кратка температура и така, за жал се работи за бактериски инфекции, многу често за она салмонела за која не стигнавме да кажеме, која може да остане, да наредните денови пациент нема никакви симптоми, а поготово деца и најмали дечиња. Неколку дечина на најмала возраст, доеначка возраст имавме во нашите амбуланти, кои со месеци ги лекувавме од нешто што се нарекува бацилоносителство на салмонелоза. Клинички тоа дете е здраво, али е присутна бактеријата. Што тоа значи доколку е присутна бактеријата? Тоа значи кога ќе падне имунитетот повторно дека она може да направи своја белја, а со давањето у недоглед антибиотици ние уште повеќе го уништуваме тој имунитет и затоа е многу важно превенирање на овие ситуации и многу критичноста при давањето на антибиотици. Кога ќе тоа носителство повеќе од 6 до 10 месеци, знаете, многу сериозно ги следиме тие носителства. Тогаш на вистина е потребно соодветно долго давањето на антибиотици. Затоа салмонела као еден од причинителите сериозни на кога ќе се манифестира као отровачна храна е нешто што задолжително бара своја пријава и дека се јавило такво заболување и за да се следи ова баш што го кажувам бацилоносителство, исклучување на тие луѓе, ако се работи за дете, оно не може да оди у предшколски установи. Тоа ги зарази сите? Ако се работи за персоналот кој работи во тие институции, они не смеат да работат. Ако се работи за персоналот во болниците, од хигиеничарите до сите понатака, знаете, и лекарите и се не смеат да работат со пациентите и затоа тоа е задолжително следење и на медицинскиот кадар и кадар кој работи во мензи, во градинки и све за исклучувањето на овие причинители потенцијални труачи со храна. Професор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Се надевам, кажавме некои релативно едноставни корисни информации. Ќе ве поканиме повторно кога ќе зборуваме конкретно за одреден проблем како што е салмонелата.
Почитувани, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.